Неслучајно нашата серија за психата и за сексуалниот живот ја започнуваме со детското доба. Ние возрастните мислиме дека детето е несексуално и дека сексуалниот нагон на човекот се создава дури во времето на пубертетот. Бидејќи во прашање нагон, тој мора да биде донесен со нашето раѓање. Но да не се разбереме погрешно. Сексуалноста на детето не е еднаква со сексуалноста на возрастниот. Детето го задоволува нагонот за самоодржување. Тоа се храни. Но детето со големо задоволство ја има и цуцлата во уста. И тоа е задоволување на неговите така наречени орални потреби, а тие веќе минуваат во сексуалната сфера. Еве уште еден пример. Детето доживува задоволство при некој дразби на кожата. Нему му е пријатно при бањањето и потоа кога го бришеме и триеме со крпа. Во овој случај, нашиот мал пријател може недолго седи на своето ноќно сатче, иако очигледно веќе одамна ги завршил своите физиолошки потреби. Секако, ова му причинува задоволство, кое што е врзано за пределот на чмарот. Еве уште една слика во која се доживуваат задоволства при мочкањето, кои се врзани за мочниот канал. Во сите овие фази од развојот, либидото минува низ различни предели на телото кон конечното созревање и врзување за полните органи. Некој ќе каже, каква е врската меѓу сето ова и сексуалниот живот на зрел маж и жена? Врската е мощна силна, и при секој зрел човек постојат остатоци од ова детско доба на сексуалноста. Ете, во секоја љубов има допири на кожата, пакнежи и се она што му претходи на половиот спој. И многу грешиме ако мислиме дека сексуалниот живот на возрастните се сведува само на полниот однос. Кои се условите за нормален сексуален развој? Да не заборавиме, тие се наоѓаат во нашето најрано детство. Детето се раѓа како вистински нарцис. Тоа се изедначува со светот
i misli дека je се дозволено, а тоа не е така. Во животот постојат безброј норми, правила и забрани. И малиот човек мора да се вклопи во сето тоа, но на еден постепен и небрутален начин. Како сето ова ќе се одвива, зависи пред се од односот на родителите спрема детето. Мајката го храни детето, го повива, го гали, како што само таа тоа може, и никој на светот не може да ја надомести нејзината љубов. Првите емоции на малиот човек се создаваат во неговиот однос со мајката. Во втората, третата, четвртата година од животот се актуелизираат односите на децата со другите членови на семејството, таткото, браќата, сестрите и старите во куќата. И тогаш се создаваат нови меѓуодноси. Да не заборавиме дека машкото дете ќе стане еден ден вистински маж, единствено ако се изедначува со мажи. Поарно кажано, ако расте со маж, имајќи ги во себе особеностите на таткото или на некој друг од воспитувачите пред него. А женското дете ќе стане жена, растејќи покрај мајката. Во спротивен случај, ниту мажот ќе биде маж, ниту жената жена, а се разбира, сексуалноста нема да биде здрава. На ова забораваат мошне често некои родители. Ова е на прв поглед девојче, но само надворешно. Тоа е всушност машко. Кој има потреба машкото дете да го облекува и чешла како женско? Секако се во прашање незадоволените потреби на некој од родителите, кои на ваков начин ги решаваат проблемите од својата невротична сфера, полна со интимно незадоволство. Еден млад човек се жалеше на сексуална немоќ, мошне упорита и за него крајно непријатна. Тој го поминал своето детство во семејство со 3 постари сестри. И секоја од нив ја играла улогата на мајка, при што малиот брат растел впивајќи ги во себе нивните женски особености. Тој не растел како маж, туку повеќе како жена. Посебно внимание заслужува односот меѓу браќата и сестрите. Меѓу нив има и многу љубов и многу непријателство. Зошто е тоа така? Тоа произлегува од егоизмот на децата, а тој егоизам е мошне природен и секогаш присутен. Детето ја бара целосната љубов на родителите, а братот и сестрата се конкуренти кои го бараат истото на сличен начин. И родителите се зачудени кога едното од децата станува раздразливо, каприциозно, кога почнува да мочка в кревет, да пелтече во зборувањето, да има ноќен страф и така натаму. Тие не гледаат дека тоа дете е незадоволно со она што го има. Еве што вели во врска со ова една мајка.
Знаете, докторе, имаме проблеми со поголемото дете. Машко е 5-годишно. Пред неколку месеци ни се роди второ, женско. Малиот очигледно не ја сака. И го врти увцето, ја штипка, ја удира. Се плашиме да го оставиме сам со неа. Малиот очигледно е незадоволен со љубовта што му ја давате. Но ние му даваме секолку можеме, докторе. Јас толку многу го сакам. Тоа е вистина, но тој бара повеќе. Навистина, малиот бара повеќе. Во тој однос меѓу родителите и децата, едно е што на децата им даваме, а друго колку детето бара. Да не заборавиме, тоа може да биде незаситно. Дали, докторе, ова може да се одрази на психичкиот и сексуалниот живот на ова дете подоцна? Секако, ова машко дете има впечаток дека е отфрлено. Отфрлено во прв ред од мајката, а мајката е жена. Подоцна, овој маж ќе има впечаток дека жените го подценуваат, дека доволно не го сакаат, го отфрлаат и сето тоа ќе биде причина во неговото зрело доба да се сомнева во нив и да биде агресивен, љубоморен и сексуално неуспешен. Дали се ова би го кажале на мајката? Зошто да не? Таа ова треба да го знае. Еве уште еден случај. Имам проблеми со мојот син. Почна да мочка во креветот кога имаше 5 години. И веќе 2 години тоа многу ме погодува. Знаете, тоа е наш единец. Како реагирате кога видите дека се избочкал? Секако сум возбудена. Не ми е лесно. Може би го карате, Не, јас плачам. а тој? Тој се срами. Кого вашиот син повеќе го сака, вас или таткото? Секако мене. Секако мене. Тоа значи дека е многу врзан за вас. Навистина, тој не може без мене. Пред малку рековме дека е добро за развојот на личноста ако детето е емоционално врзано за мајката. Да, но кажано е дека човекот е толку зрел колку што се оддалечил од фрстанот на мајката. Не е добро за развојот на личноста ако мајката премногу го врзува синот за себе. На тој начин го блокира неговиот правилен развој, неговото осамостојување. Во случајот што го видовме, се јавија проблеми при зачекорувањето на детето во училиште. Тоа едноставно не сакаше да оди во школа без мајката. А мочкањето в кревет? Тоа е невротичен симптом. Детето е органски здраво, а мочка в кревет при спиењето за да го врзе вниманието на родителите за себе уште повеќе. Знаете, болните се привилегирани. И плачот на мајката поради тоа е секако најлошото што таа може да го направи во овој случај. Значи ли тоа дека се ова ќе има одраз и врз сексуалниот живот? Ке има, најверојатно ке има. Се разбира во колку мајката не го коригира својот однос према синот. Неретко децата спијат во спалните на своите родители. Ова не е за препорака, зашто малиот човек е многу љубопитен. Тој ја задоволува таа љубопитност, демнејки ги родителите за да ги види и чуе нивните сексуални интимности. Да не заборавиме дека при тоа малиот човек доживува страв, зашто не е во состојба да ја разбере вистинската сушност на половиот однос. Некои деца бараат да спијат во брачниот кревет на родителите и дури меѓу нив. Тоа го прават зашто се љубоморни. Но ова што го кажавте не е лесно да се оствари. Пред се како ќе се грижам јас за него ако не е покрај мене? А потоа, мојот 4-годишен син за ништо на светот не би останал сам в соба. Се плаши од мракот. Кога го оставиме сам в соба или го одвоиме од нас, се тресе и плаче на глас. Доживува страв. Се додека не сме пак со него. Немаме срце да го оставиме да страда.
и неговиот страв е психолошки механизам со кој сака да ни се доближи. Детето тоа го прави несвесно, но стравот му помага да остане покрај нас. Не мислевме дека одвојувањето на детето од родителите треба да биде брутално. Напротив, треба да сме многу тактични. Детето полесно ќе ја прифати својата соба, ако не сме го врзале премногу за себе. Ваквите илустрации се насекаде присутни покрај нас. Тие му се достапни и на нашето дете. Ваквите филмови се гледаат и на телевизијата. Децата се најверни гледачи на малиот екран. Слободата во сексуалното живење е можне модерен пристап кон ова. Сето тоа се опфаќа под името сексуална револуција. Што значи тоа? Симнување на маските во овој дел од живењето, слободен пристап кон спротивниот пол, бришење на граѓанските предрасуди, враќање кон природата и така натаму. Но да се запрашаме, дали токму овие деца се во состојба да ја разберат сушноста на сексуалниот живот на возрастните, кога тие се уште на своето долго патување кон сексуалната зрелост? Дали тие, со својата детска сексуалност, се во состојба без траума да го примат она што тако отворено им се дава од доживувањата на возрастниот во сексуалната сфера? Дали овие бакнежи се исти со бакнежите на возрастните? Во овој случај, сексуалната револуција ги заборава основните принципи од развојот на сексуалноста. Дали ова значи дека и во кругот на семејството треба да постојат некои ограничувања во разголувањето на телото? Треба да постојат. Не е за препорака детето да се бања со своите голи родители. Машкото дете доживува страв при средбата со полните органи на мајката. Тој страв се наречува кастративен и тој може подоцна да се активира во неговите интимни сексуални доживувања. Или да ги срамнува своите полни органи со полните органи на таткото, при што заработува така наречен комплекс на недоволно развиени полни органи. Во секој случај, нешто слично станува и со женските деца, при што на тоа се надовржува она што се наречува фригидност. Како би докажале дека детето е навистина сексуално? Да се послужиме со еден пример од психопатологијата, од мојата практика. Мојот син и сната се во странство. Ја и жената го чуваме 3-годишното внуче. Со него станува нешто чудно. Легнува во кревет и го зема јорганчето меѓу нозе и прави чудни движења. Кога го повикуваме јас и мојата стара да стане, тој не станува, ја продолжува својата игра и станува дури кога ќе поцрвени во лице и ќе омалакса. На што ви личи тоа? Да не е во прашање дете, јас би рекол нешто. Токму тоа, вашето внуче доживува сексуални задоволства до оргазам. Тоа е просто невозможно. Рековме дека е ова случај од клиничката практика. Па сепак, зарем клиниката не е дел од животот?
Во овој случај ние гледаме дека детето е способно за врвни сексуални задоволства. Патологијата во овој случај се должи на тоа што при ова дете имаме прерано актуализирање на половата сфера во сексуалниот живот. Во време на пубертетот, ваквите појави се сосема нормални, но за тоа наредниот пат.